Добро вечер, дневник на ТВ+. Да ги погледнеме кратките најави. НРЦ со проект за жени кои преживеале насилство. Кривични за поранешното раководство на водостопанство. Панче Пешев со подготовки за вториот меѓународен фестивал. Извештајот за поддршка на жени ромки кои преживеале насилство што го спроведува Националниот ромски центар од Куманово покажува дека мал број жртви се одлучуваат да пријават. Мал е бројот на жени кои пријавуваат насилство, покажува извештајот Достапност и пристап до услуги за поддршка на жени и девојки ромки кои што преживеале насилство во Кичево, Куманово, Велес, Прилеп, Кочани и Штип, кој денеска го презентираше Националниот ромски центар во Куманово. Проектот се спроведува со поддршка на Европската Унија, како дел од регионалната програма на UN Women. Истражувањата од терен покажале дека жените од различни причини не пријавуваат насилство. Најчесто овие жени се соочени со јазична бариера, која сака да пополнат и документација, но и кога примаат и бараат информации. Значи, комуникацијата е малку повеќе отежната и не е ефективна поради неразбирање, значи, на јазикот во некои средини. Од друга страна, економската зависност ги спречува и да побараат заштита, но и да се одлучат ефективно да преземат некои мерки за да се заштитат, затоа што најчесто станува збор за жени кои што не се вклучени во пазарот на трудот и се економски зависни, тешко се одлучува да ја напуштат таа средина, затоа што поврзаноста кон децата, кон семејството кое што го имаат создадено пак ги враќа назад. Според податоците, 15 жени од Куманово побарале и добиле правни советувања во НРЦ. Имаше неколку судски постапки на жени кои што се жителки, значи во Куманово, или кои што биле мажени во Македонија надвор и пак се вратиле во нашата држава. НРЦ продолжува со своите активности во рамки на новиот проект до месец декември 2019 година, но на што сакам да го истакнам е дека НРЦ е овластено здружение во регистарот на Министерството за правда за давање на бесплатна правна помош и на тој начин исто така нуди услуги на жени жртви на родово базирано насилство, жени жртви на семено насилство без оглед на етничката припадност. На презентацијата на проектот присуствуваа представници на локалните институции, установи, невладини организации. Малолетник од Куманово заработи кривична пријава за нанесување повреда. СВР Куманово поднесе кривична пријава против 14 годишен малолетник поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело тешка телесна повреда, информираат од Кумановската полиција. Како што појаснуваат од СВР Куманово, на 5 ноември во двор на училиште во Кумановско село, пријавениот физички нападнал 13 годишен малолетник и му нанел тешка телесна повреда. Поранешниот вршител на должноста, раководител на АД Водостопанство Кумановско-Липковско поле и уште 2 други лица добија кривични пријави. Поранешното раководство на АД Водостопанство Кумановско-Липковско поле на чело со поранешниот ВД директор повторно заработи кривична пријава. СВР Куманово поднесе кривична пријава против ФФ 44 години од Куманово поради постоење основи на сомнение дека сторил едно кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување и против СД 63 години и СЛ 36 години од Куманово поради постоење основи на сомнение дека сториле 2 кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластување и фалсификување службена исправа, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според полицијата ФФ, поранешен ВД директор на АД Водостопанство Скопје, подружница Водостопанство Кумановско-Липковско поле, СД поранешна раководителка на одржување и СЛ раководител на сектор за финансија и администрација во истото друштво, во текот на 2015 година, без претходно донесена одлука од одборот на корисници на вода, спровеле постапка за јавна набавка на
резервни делови неопходни за одржување на хидромелиоративен систем во вредност од 20.000 евра, за што ФФ донел одлука за јавна набавка за која обезбедиле средства во висина од 900.000 денари. Постапката за јавна набавка ја спровела СД како председател на Комисијата за јавни набавки, иако немала сертификат за водење на јавни набавки. При тоа од избраниот најповолен понудувач во 2 наврати набавиле резервни делови во вкупен износ од 309.377 денари, кои со испратница биле доставени до водостопанство Кумановско-Липковско поле, а кои воопшто не влегле во магазинот. СД како раководител на одржување на ХМС изготвила 2 приемници со невистинита содржина дека наводно резервните делови се примени во магазинот, а СЛ ги прокнижил приемниците и изготвил 2 испратници со невистинита содржина. Иако немале вработено магационер, СД во графата внела лажен потпис, односно фалсификувала потпис на еден вработен во 2 испратници, дека наводно ги задолжил овие резервни делови. На тој начин го оштетиле водостопанство Кумановско-Липковско поле во вкупен износ од 309.377 денари, информира Министерството за внатрешни работи. Тројца тинејџери од Липковско со метална палка нападнале ученик. СВР Куманово поднесе кривична пријава против ШР, 18 години, еден 17 годишен и еден 16 годишен малолетник, сите од село Отлја, општина Липково, поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично насилство, информираат од Кумановската полиција. Како што појаснуваат од СВР Куманово, пријавените на 31 октомври годинава во двор на средно училиште во Куманово физички го нападнале, а и со метална палка му нанеле тешки телесни повреди. На последната седница на Советот на општина Куманово беа донесени измени на програмата за културни манифестации кои што ги организира општината за 2019 година. Советниците од опозицијата реагираа на измените, бидејќи се оставаат 460.000 денари средства за непредвидени манифестации. Тие прашаа по кој критериум се избираат, кои манифестации ќе добијат средства, а кои не, и кога ќе се реализираат истите. Повеќе во изјавите што следуваат. Од каде се обезбедени овие пари, ако се обезбедени, и врз основа на кои критериуми ќе се даде значење и примат на секторот да се избере настани кои што планира да ги организира до крајот на тековната 2019 година. Второто прашање, поврзано со програмата, се однесува за точката број 3 од програмата, каде што стојат овде програмски содржини кои се одржани и реализирани, а се потрошени повеќе средства од предвидените. Па се кажува дека тука се зголемуваат финансиски средства за средните културни манифестации. Овдека во овој документ вие барате од Советот да овозможи и нови 200.000 денари за ликовна колонија Куманово од 2019 година. Значи 200.000 денари плюс. Меѓународен тамбурашки фестивал Куманово 2019 година исто така уште 200.000 денари барате. Па за меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија 2019 година барате уште 300.000 денари. Така да средствата се доста поголеми и на сето тоа овој мега концерт 100.000 денари. Тоа, значи, само за јавноста да кажам, како сте процениле, што сте процениле, еве барате уште пари. И ме интересира сега. Барате 460.000 денари резерва за манифестации кои што евентуално ќе се случат овие месеци и пол дена. Ме интересира што се случи со старата резерва. И она, ја немам сега она оригиналната ова програма за култура, предпоставувам, не знам да се сетам, не може, дека таму имала резерва. Што се случила со таа резерва или пак немало резерва? Тоа ме интересира, бидејќи сега за месец и пол барате 460.000 резерва. А резервни распределени средства, како што знаете, во секој што ставаме средства за непредвидени манифестации,
овие средства, значи тоа и самото збор кажува дека може да се случи до нова година да имаме одредени манифестации кои што можеби на нас како општина, како сектор ќе ги осмислиме или можеби некој ќе ни понуди за да се реализираат и затоа овие финансиски се составјат. Иначе годишната програма за култура овдека пишува дека вкупните средства за културните манифестации за 2019 година во онаа програма во декември 2018 година што е освоена од ваша страна е 10 милиони денари, дека ќе се зголеми за 500.000 денари и ќе изнесува 10 милиони 500.000 денари. Така да средствата се обезбедени. Значи ние не бараме дополнителни финансиски средства, само ги пренасочуваме, односно ги прераспределуваме во оние финансиски рамки каде што имаме. Не знам колку се сеќавате, ние имавме предвидено две ликовни колонии, една традиционалната ликовна колонија Куманово и една ликовна колонија за градовите на мирот. Ние одржавме една само ликовна колонија, ја споивме и нормално бидејќи се спои таму финансиските средства бидејќи беа предвидени во две ставки, сега се одржа една ликовна колонија, за таа ликовна колонија велиме дека поставката ликовна колонија за Куманово, бидејќи имаме и учесници од градовите на мирот, се зголемуваат трошоците и бараме, односно со внатрешното прераспределување на финансиските средства, пошто претходно велиме дека во манифестации кои што се предвидени, а не се одржани, а овдека пишува ликовната колонија градови на мирот 300.000 денари што сме ги предвиделе, а овдека бараме 200.000 денари, значи сме предвиделе 300.000 денари за градови на мирот, а овдека 200.000 денари додаваме на ликовна колонија Куманово, затоа што овие две ликовни колонии ги споивме. Што се однесува за меѓународниот театарски фестивал. Како што знаете, традиционално деновите на комедии, општина Куманово, во зависност од висината на годишните програми, од 200 до 300.000 денари ја помага ова меѓу манифестација. Ова година, ако се сеќате, вашата советничка група и советникот Петковски излезе со еден предлог кој што е тогаш да направиме ребаланс на буџет, односно советот да додели поголеми финансиски средства за оваа манифестација, затоа што при конкурсот кој што беше во Министерството за култура, тие првично не беа застапени повеќе. Војник од Кумановската касарна Боро Менков се обидел да изврши облјуба врз своја колешка припадничка на армијата. Според информациите од МВР, на 19 ноември годинава во 19 часот и 20 минути во СВР Куманово, вработена во АРМ, пријавила дека претходниот ден, околу 13 часот во касарната Боро Менков, нејзин колега се обидел да изврши облјуба над неа. Известен е јавен обвинител и се преземаат мерки за расчистување на случајот, стои во информацијата од МВР. Министерството за одбрана упати остра осуда за секаков обид за сексуално вознемирување во армијата и тврдат дека случајот се истражува. Министерството за одбрана најстрого осудува секаков обид за сексуално вознемирување. Сексуалното вознемирување во армијата е апсолутно недозволиво. Случајот се испитува и доколку се докаже, Министерството ќе има нулта толеранција. Никој не смее да помисли да ги вознемирува припадничките на армијата и да го намалува угледот на армијата, велат од Министерството. Културно-уметничкото друштво Панче Пеше веќе го подготвува вториот меѓународен фолклорен фестивал кој што ќе се одржи наредната година. Се предвидува на фестивалот да настапат 6 ансамбли од различни држави како што се Мексико, Бразил, Грузија. Ансамбли од повеќе држави од Јужна Америка, но и од Грузија се планира да учествуваат на вториот меѓународен фолклорен фестивал во организација на Панче Пешев, најави председателот на одборот за организација на фестивалот и на културно-уметничкото друштво Мирослав Крстевски. Програмата за наредната година веќе е изготвена, вели Крстевски, а фолклорот на матичната држава ќе имаат можност да го представат пред граѓаните на Куманово 6 ансамбли од различни држави. Интенцијата на организациониот одбор е секоја наредна година на меѓународниот фолклорен фестивал да учествуваат ансамбли од држави кои што не настапувале претходните години, а манифестацијата да биде повеќе дневна, посочува Крстевски. Во преговори сме бидејќи сме поврзани со мрежа на циво фестивали на југоизточна Европа, која е во Бугарија, а ги опаќа земјите Романија, Србија, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Турција и другите земји источна Македонија. Доваѓаат повеќе ансамбли од Јужна Америка, од
Индија, Кина, од истокот, така да во план сме од 14 екипи 4 да обезбедиме и тоа можеме да ги најавам дека тоа ќе биде како прво Мексико. Алтернатива од тој дел на континентот ќе биде Порто Рико или Бразил, бидејќи да видиме точно према бројот на учесници, бидејќи немаме многу место за спињање, значи помали да бидат, али квалитетни, тоа се 3. И во еден разговор веќе договоривме Грузија да учествува, тоа е една извънреден фолклор. Исто така најавија сами да учествуваат и од Кипар, Северен Кипар, така да ќе имаме некаде околу 6 до 7 од надвор и се разбира дека 6, 7, 8 ансамбли поквалитетни од Македонија, каде и ние и да им покажеме на тие ученици дека еве и ние имаме, а навистина имаме најатрактивен фолклор во светот и секој би сакал и да се дружи и да настапува и да го гледа македонскиот фолклор. Првиот меѓународен фолклорен фестивал Панче Пешев успешно го реализираше летово од 16 до 18 јули во Центарот за култура, а деновиве во салата на МКЦ Козјак беше промовиран и видеозапис од трите фестивалски вечери каде што настапија 12 културно-уметнички друштва и ансамбли од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија и Колумбија. Во продолжение вестите од Македонија. Француското национално собрание денеска на пленарна сесија го изгласа законот за ратификација на протоколот за членството на Северна Македонија во НАТО. Влегувањето во сила на протоколот за пристапување на Северна Македонија ќе ја овозможи на земјата да стане 30-та членка на Северноатлантската алијанса, откако сите 29 земји членки на НАТО ќе известат за неговата ратификација. Пристапувањето на Северна Македонија во НАТО, според објаснувањето дадено од Француското министерство за Европа и надворешни работи, ќе ја зајакне безбедноста на регионот и на алијансата како целина. По зеленото светло од Франција останува протоколот да го ратификува уште Шпанија. Очекувањата беа дека протоколот ќе биде ратификуван од сите 29 држави членки до самитот на алијансата, закажан за 3 и 4 декември во Лондон, но во Шпанија на 10 ноември се одржаа избори, а таму според процедурите новиот состав на парламентот би се конституирал на 3 декември. Шефот на државата Стево Пендаровски денеска вети дека ќе преземе се што е во негова надлежност со цел да се ублажат негативните ефекти од климатските промени и упати јавен апел до сите надлежни во земјава да го зголемат својот ангажман. Пендаровски денеска се обрати на конференцијата Климатска акција да се спречува и да се лекува, на која професори и експерти од земјава и регионот дискутираа за постоечките ризици и за решенијата за адаптација и ублажувањето на климатските промени. Пендаровски нагласи дека кон средината на следниот месец на седницата на Советот за безбедност првпат на дневен ред ќе биде ставена точка за заштита на животната средина, а на седницата се поканети и представници на граѓански организации кои што ќе имаат можност да ги предложат своите мерки. Председателот изрази поддршка до граѓанскиот сектор кој што се залага да имаме поголем државен буџет за заштита на животната средина со цел да се приближиме до просекот во Европската унија. Исто така даде поддршка и за создавање на национален фонд за заштита на животната средина, но додаде дека е потребно и да се инвестира во образованието со цел учениците во основно и средно образование да добијат интегрирано еколошко образование за заштита на животната средина. Од 1 до 15 декември на сметките на граѓаните ќе легнат парите од повратот на ДДВ од мерката Мој ДДВ. Повратот на дел од данокот ќе се реализира како што предвидува и законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица на нивните трансакциски сметки. Од управата за јавни приходи вела дека граѓаните кои ја користат апликацијата Мој ДДВ треба навреме да извршат проверка на внесените податоци за трансакциска сметка или доколку не ја внеле да го направат тоа навремено за да може да се реализира повратот на ДДВ. Корисниците на апликацијата Мој ДДВ треба да внесат лична трансакциска сметка. Во спротивно, нема да може да се изврши враќање на данокот, велат од УЈП. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со услови за дожд. Максималната температура се искачи до 15 степени, а минималната беше 10 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време.
Дневната температура ќе достигне 17 степени, а утринската ќе биде до 8 степени. Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на Дневникот, а во продолжение можете да го проследите извештајот на Државна лотарија на Македонија. Имајте пријатна вечер.